Парламентот даде зелено светло за законот за судскиот совет. Со 73 гласа за и 1 воздржан, пратениците ги изгласа измените со кои се предвидува јавност во постапката за разрешување на претседател на советот. Се прецизираат и критериумите за избор на истакнат правник за член и воведување на јавна расправа при избор на кандидатите за несудски членови. Јасно прецизирање и на постапката за дисциплинска одговорност на судиите, но и на членовите на судскиот совет. Иако опозицијата даде подршка за законот кој е дел од реформскиот пакет, вела дека начинот на кој што влегол во собраниската процедура е во спротивност со насоките на оценската мисија и препораките на Венецијанската комисија. Значи треба јасно да кажете и на Венецијанска комисија и на оценската мисија дека ние сега не смогнавме сила истиот принцип на избор да го пресликаме овде, значи ништо не е исто. А тоа значи дека повторно ќе се вклучи моќта на посилниот. За левица ова не се радикални, туку козметички измени кои не водат кон вистинска борба со корупцијата. Сметам дека погрешно целиме кон тоа да искорениме корупцијата во судството со тоа што ќе донесеме нов закон, кој во суштина, ако го погледнете, и не е нов, затоа што е само 1/3 промена на она што досегашниот закон беше, и од тука квалификативот на козметички измени му доликува на овој закон, затоа што измените не се суштински и не се радикални, какви што во суштина нас ни требаат за да го подобриме судството. За мнозинството пак ова се измени со кои се воведуваат стандарди за транспарентност и отчетност, а е во целосно насоките на Венецијанската комисија. Дека од Венецијанската комисија немаат забелешки на ваквиот начин за изборот на членовите. И сметам дека тоа треба да се земе во предвид, бидејќи препораката на оценската мисија е постапката да биде иста или слична. Од Министерството за правда како предлагач на измените, овој закон ја поставува основата за силен, независен и транспарентен судски совет, но и усогласување со европското законодавство. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија.